Добро утро на сите, пак. Драго ми е пак да може да се собереме, драго ми е пак да зборуваме од Словото. И знаете дека во светот доста војни се водат во моментот. Додуше, светот никој пати не бил без војна, ама денеска барем имаме две на кои ептен се фокусираме. Нели онаа војната во Украина, војната во Блискиот Исток, што ќе биде, како ќе биде. Многу луѓе со сите сили се трудат да ја вовлечат цела Европа, изгледа во војна и целиот свет. Господ си знае што ќе биде, ама замислете дека треба да соберете или да регрутирате луѓе за да додат во војска. Нели? Како ќе го направите тоа? Замислете се регрутацијата доди од прилика вака. Чисто е спомнам. Бесплатно патување, бесплатна храна, бесплатно сместување, плюс пари ќе добиеш, плюс облека гратис ќе добиеш. Сето тоа го добиеш бесплатно, само дојди и придружи се на војска. Како ви се чини? Вистина ли е сето ово што го кажам? Како не е вистина? Бесплатна храна, бесплатна облека, бесплатен смештај, се ви е џабе, бесплатно возење, превоз, се ти е џабе. А да, испак е туристичко патување. Ама ако копнеш малку подлабоко, излегува. Ке пукаат по тебе, може да останеш инвалид, може да умреш, ке оставиш фамилија дома, може многу тешко да поминеш, ке фатиш некоја болештина, 300 чуда. Тогаш веќе не е толку прилично, нели? Ако само ја добиете едната страна, не ја добиете втората, ви се чини дека се е супер, дека е одлично. Па тогаш како можеш да го натераш некој да се вклучи, да кажеме во борбени дејства или да се вклучи во една војска? Треба да има повисока цел. За да има повисока цел, веројатно ќе апелираш на тоа, сакаш ли да се го заштитиш семејството, сакаш ли твоето дете да живее подобро утре, сакаш ли веќе роб да не бидеш, нели ќе најдеме нешто онака, или ќе е на емоции, или ќе е на логика, фамилијата, нацијата, нешто друго ќе ни биде она за кое ќе речеме бори се за ова, ако сакаш да го добиеш и да живееш среќно и задоволно понатаму, не знам си таму. Никој тогаш нема да зборува кој ќе биде твојот ќар, ќе ти дадат медал ако преживееш, ако не преживееш, гробот ќе ти го платиме ние. Тоа никој не ти го кажува. Тоа е реалноста кога зборуваме за регрутација. Сега, како црква на Исус Христос, не секој пат не сме ја научиле таа лекција. Сакам да спомнам што мислам под тоа. Многу пати нашата регрутација, или ако сакате наречете го евангелизација, се фокусира само на убавото. Во која смисла? Дојде кај Христос и одеднаш ќе се спасиш. Дојде кај Господа, тој ќе те спаси, ќе те исчисти од гревот, ќе те исчисти од сите тие работи. И одеднаш се ќе ти биде убаво, ќе биде среќен, ќе биде задоволен, ќе имаш прекрасен живот понатаму. За вас кои сте малку подолго време во црква, сакам да ве прашам, вистина ли е тоа? Не, нели? Зошто не е вистина? Затоа што има и други некои работи кои се тука вклучени. Не е само ова што ние го гледаме. Знаете, Исус во Лука 9:58 вика, лисиците имаат легла небесните птици гнезда, а човечкиот син нема каде да ја подпре главата. Тоа беше реакцијата на Исус кога некој дојде и рече јас ќе одам по тебе. Ви текнува? Кој од нас кога работи евангелизација му кажува на другиот, слушај, не е лесно, многу ќе биде тешко, ќе имаш проблеми, маки се кираци, светот ќе те мрази, сите ќе те мразат, сатаната ќе те напаѓа. Дојди. Сакаме да ги кажеме бенефитите, а некако знаеме да замижеме на онаа другата страна што е реалноста, ако смеам така да ја кажам, на духовната војна која треба да се води. Јас не сакам да зборувам дека Библијата не ни дава победа на тоа. Јас не сакам да кажам дека Христос не ни дава победа кога имаме војна против искушенијата. Далеку од тоа. Ама сакам да кажам дека често пати забораваме дека ние сме во духовна војна и гледаме само на тоа или очекуваме да го добиеме она што се надеваме дека Господ ќе ни го даде како плюс, како бенефит, а не го гледаме она што може да биде проблем во кој ќе мора да ја бараме Божјата сила и мудрост за да можеме да излеземе. Ефесијаните 6 глава пишува за духовна војна. И таа глава, ќе се сетите, во неја е спомнат целиот оклоп Божи. Ви текна на тоа, целата област. Штитот на спасението, оклопот на верата, шлемот, не е штитот на спасението, шлемот на спасението и така натака, сите тие работи ги знаете. Има луѓе кои пишувале книги на оваа тема. Има еден Горинал, например, има 1500 страни напишено коментар само на таа 6 глава од Ефесијаните. Ама ако не ја живееме, џабе ни се сите тие илјадници страници коментари. И она
што најчесто го имаме како проблем кога водиме духовна војна, бидејќи не го гледаме како духовна војна, туку го гледаме како нешто со кое ние самите треба да се справиме, е искушението. Може да биде искушение да бидам мрзлив, може да биде искушение да бидам арогантен, може да биде искушение да сакам само да стекнам нешто без разлика на се, може да биде искушение да бидам најголемиот, најпаметниот, најсилниот. Ама онај текст што денеска ќе го читаме од Битие, или Постанок, како сакате, 39-та глава, се однесува на едно искушение кое сакам малку вовед да дадам пред да се вратам на него. Некаде пред не знам колку години веќе поминаа, многу години поминаа, кога ја работев магистратурата, и ми дадоа, требаше една теза да напишам, всушност требаше да отидам со некои 30 страни таму истражување за еден испит што беше. Што се случува во црквите во Македонија во однос на бракови, на семејство, на проблеми во браковите, во семејството и така натаму и така натаму. И ако ви кажам дека во таа година пред, можеби нешто под околу 20 години, во Македонија црквите беа екстремно стабилни во таа насока. Многу ретко ќе слушнеш дека некој имал проблем, многу ретко ќе слушнеш дека нешто се случило и одеднаш почна се повеќе и повеќе тоа да се појавува и да се случува. Сакам да видиме денеска еден човек, Јосиф, кој водеше духовна војна во однос на неговата сексуалност. Како смеам да зборувам за такво нешто од амвон? Па смеам, затоа што е во Библијата. Господ го создал човекот таков да биде сексуално битие, кој има два пола, веруваме во тоа, машко и женско, не ни треба Трамп да ни каже, Библијата ни го кажува тоа. Така да одиме и да видиме што вели таа во однос на духовната војна. Повторно ќе кажам, ако ова не ве засега, размислувајте за мрза, размислувајте за работење, за неработење, за бизнис, за што сакате. Принципите се исти. Само го зијаме Јосиф да видиме како он помина. А Јосиф вели тука, значи цела 39 глава ја читаме, од Битие или Постанок. А Јосиф го одведува во Египет. И Потифар, дворјанин од фараонов, заповедник на стражата, египтјанец, го купи од ишмаелците кои го доведува таму. И Господ беше со Јосиф, та затоа беше среќен. И живееше во куќата од господарот свој, египтјанецот. И господарот него виде дека е Господ со него и дека се што работеше тој, Господ правеше да успева во рацете негови. И Јосиф се здоби со милост кај него и му служеше. Тој го постави на целиот свој дом и се што имаше го предаде во рацете негови. А кога го постави на домот свој и на се што имаше, оттогаш Господ го благослови домот на египтјанецот заради Јосиф. И благословот Господов беше над се што имаше во домот свој во полето и остави во Јосифовите раце се што имаше. И не се грижеше веќе за друго, освен за лебот што го јадеше. Леб, подразберете, гозбите што ги јадеше, нели? А Јосиф беше со стројна става и со убаво лице. И се случи по некое време жената на господарот негов да се загледа во Јосиф и му рече: "Легни со мене." А тој одби и рече на жената од господарот свој: "Ете, господарот мој не се грижи веќе за ништо што има во куќата, туку се што има ми го предаде мене во рацете. Ни самиот не е поголем од мене во својот дом и во ништо не ми забранил освен тебе. Зашто си му жена? Па како јас да направам толку големо зло и да сгрешам пред Бога?" И така таа му зборуваше на Јосиф за тоа секој ден, но тој не ја послуша да легне со неа, ниту се задржуваше кај неа. Се случи еден ден тој да дојде во куќата по своја работа, а таму дома да нема никој од домашните. Тогаш таа го фати за облеката и му рече: "Легни со мене." Но тој, оставајќи ја облеката своја во рацете на нејзини, избега и си отиде. А таа кога виде дека тој ја остави во рацете на нејзини облеката своја и избега, ги викна своите домашни па им рече велејки: "Гледајте, ни довел човек евреин да не срамоти. Дојде кај мене за да легне со мене, но јас извикав на сиот глас." А тој кога чу дека го подигнав гласот и извикав, ја остави облеката своја кај мене и избега па си отиде. И таа ја задржа облеката негова кај себе додека си дојде господарот во домот свој. А тогаш и нему му ја каже истата работа велејки: "Слугата, евреинот што го доведе кај нас, дојде кај мене да ме срамоти." Но кога чу дека подигнав глас и извикав, тој ја остави облеката своја кај мене и избега. Кога ги чу господарот негов зборовите на жената своја, која му рече: "Ова ми го направи слугата твој", се разгневи многу. И го фати господарот Јосиф па го фрли во затвор каде што лежеа царските затвореници. И тој остана таму во затворот. Но Господ беше со Јосиф и ја излеа милоста своја над него и направи да му омиле на управникот на затворот. И началникот на затворот му ги довери на Јосиф сите затвореници во затворот. И над се што таму се работеше, тој беше наредбодавец. И старешината на затворот не надгледуваше ништо што беше во Јосифовите раце, зашто Господ беше со него. И све што работеше тој, Господ правеше да успева. Многу во текст
100 пати слушам, верувам, ако сте биле во црква подолго време, сигурно многу пати сте го поминали. Сакам да извлечеме неколку принципи тука за нас. Првата работа што сакам овде да ја спомнам дека е ова, дека искушението беше моќно. Оскар Вајлд е тој што мислам дека беше во Дориан Грей, што вика, има само едно нешто што може да направиш со искушението, да му подлегнеш. Штом се искушаван, подлегни. Не мора друго да правиш. Искушението не е едноставна работа. Ние викаме, и се сеќавате што се молиме, и не воведине во искушение. Зошто? Затоа што е тешко кога ќе дојде. Интересно е дека ова искушение тука кај Јосиф прво беше силно, велиме, ама беше суптилно, разновидно и беше упорно. Сатаната никој пати не искушува само еднаш. Ево ти го, пробај, не пали, одиме ќе го искушуваме со друго. Кога ќе појдете, кога ќе почнете да водите диета, сите околу вас ви нудат јадење. Кога ќе решите дека нема нешто да правите, сите околу вас ќе го прават токму тоа нешто. Ево, ако не ми верувате, размислете малку, вратите се на нас. Сатаната бара начин да ве искушува. Суптилно, нема да биде, ти сакаш да си на диета, најади се, ево ти хамбургер. Ќе биде суптилно. Мислиш ова ќе ти смени нешто? Ако го изадеш, мислиш толку многу промена ќе ти направи? Па ти утре ќе ти рамедијата или што знам како е. Сите ти работи. Сите сме ги врвали. Разновидно беше искушението. Не беше само денес, дојди ваму ти, спи со мене. Беше суптилно, полека, убав си, интересен си, види колку си ова. После беше цело време, дојди кај мене, дојди со мене, она кај него, он кај него, и беше упорно. Како вика нашиот народ, сеќавате, мирна вода, брег рони, така беше. Тоа полека ќе копкаме, ќе тераме. Каде беше овде проблемот? Проблемот беше што Јосиф беше на дното на социјалната скала. Јосиф беше роб. Јосиф немаше можност да размислува ќе си барам жена, не можеше да размислува ќе си правам бизнис, да можам да живеам, да работам, да изградам фамилија, семејство, да напредувам во работа, да направам нешто, не знам си што. Немаше шанса да си ја види фамилијата. Сам, осемен, бутнат некаде. Не знам како размислувате ви, ама Јосиф го продадува во робство и од моментот кога го продадува во робство, додека дојде до моментот да биде главен во куќата на Потифар, поминаа години. Требаше да научи јазик, требаше да научи култура, требаше да научи што се случува околу него, требаше полека да работи цело време, од најниската, од најлошата работа, полека да се искачи на целата таа скала, да дојде на место каде што ќе рече, јас сум овде газда, никој друг нема овде, што може да направи нешто повеќе од мене, се ја. Мојот газда и јас. Собственикот и јас сум веќе тука менаџерот сите тие ствари. И нината му беше буквално никаква. Никаква. Во оваа ситуација, која доби чест и ова, го напаѓа жената на Потифар. Неверојатно кога го фрлаше ѓубрето. Некога уште тек растеше таму. Во моментот кога веќе стекна некој статус, тогаш таа тргна контра на него. Не тргна контра на него, он се тргна да се исполни својата желба. Готово. Тука. И веројатно, претпоставувам, идејата беше дека, јас сум ти можноста да се спасиш од осаменост, јас сум ти можноста да ти дам човечки контакт, јас сум ти можноста да можеш ти да си го добиеш она што си го заслужуваш. Да си направиш кеф. Full stop тука. Задоволија жената на газдата и може би дури ќе успееш да се излечеш и да добиеш слобода. Ставете се во таа ситуација. Подпиши го овој документ и јас ќе ти дам друго работно место. Само удри подпис тука. Фати се жиран за мене, нема гајле, секи биде супер понатам. Пола ќе ти дадам. Ај ќе правиме бизнес, што заработиме ќе делиме. Овде Јосиф имаше едно сексуално искушение, ама реалноста е како да е искушението, сосема на исти начин, апсолутно на исти начин ќе дојде. Идејата беше, ако не може да... Убавото нешто во цела работа е, тука вика, Господ беше со него. Лесно е да победиш искушение кога еднаш, ама ако е постојано, почнуваат проблемите.
И идејата на оваа жена беше, ако Јосиф не може да се разубеди, ќе го фатиме во заседа. Ја знам, од машки аспект, знаете, леле, мора некој во заседа да ме фати за да спијам со жена, изгледа многу чудно. Ама реалноста е дека точно тоа она направи. Ќе направам план како да спијам со него. Обично, нели, мажите се тие што се предаторите. Викат, овде во овој случај женава имаме дека многу сериозно тргна да оди против него. Трпение, полека, трпение, полека. Знаете, 10 стих вика таму, каде беше? И така таму зборуваше на Јосиф за тоа, вика, секој ден. Во Библијата имаме примери за неколку луѓе кои така беа фатени во заседа. Самсон. Сеќавате? Кажи во што ти е силата. Кажи во што ти е силата. Еден ден, втор ден, трет ден, четврти ден, пети ден. И на крај си кажа пусто. И заглави и животот му отиде. Имаше еден пророк Балам, или Балам, како сакате, кажете го. Прво му дојда, проколни го Израел, нема да го проколнам, Аман проколни го Израел, на крај нема проблем, ќе го проколнам Израел. Во нашата ситуација сеќавате, мислам, многу глуп примерам, бела лагја, Шојки ви текнува. За неја за Сечко Шојич. Кога го фаќаат, ти краде во фирмата, ти прави партали таму и вика, па чекајте другари, вика, ја не сум крадец, вика. Јас само цедев мед и кога ќе ме останеше на прстите, ќе ги излижев. Толку ли беше лошо тоа? Што си се послужив и сами од себе си. Тоа е ситуацијата овде. Цело време постојано имаш некој проблем и во еден момент паѓа. За жал, многу пати го гледаме тоа на многу фронтови и кај нас наоколу тука. Зошто Јосиф се справи успешно? 8 и 9 стих. Тој одби и рече на жената од господарот свој, ете, господарот мој не се грижи веќе за ништо што има во куќата, туку се што има ми предаде мене во рацете. Ни самиот не е поголем од мене во својот дом и тој ништо не ми забрана, освен тебе, зашто си му жена. Јас не верувам дека газдата му рекол, слушај, правиш што правиш, пази се, немој да си ми ја пипнал жената. Тоа би било абсурдно, значи дека не и верува. Јосиф самиот вика, ова ми е забрането. Ова ми е забрането. Ова овде натака јас нема да одам на оваа страна. И ова е начинот на кој тој размислува. Погледнете го овде. Многу е тоа интересно, кога ќе го погледнете на овој начин. Он вели, јас ке сгрешам против твојот маж. Јас ке сгрешам против Господ, ке сгрешам против твојот маж. Целата слика гледа пред себе си. Не само еден дел, не само малку. Јосиф не беше интринстично, да кажеме, во основа некој си посупериорен човек од другите. Затоа што ако кажеме беше безгрешен, ќе сгрешим. Ама не беше сам по себе, кој знае што поинаков од мене и од тебе. Начинот на кој тој го прифати и го користеше во својот живот Божиот збор, беше тоа што направи разлика кај него во овој случај тука. Од истата ситуација во која се наоѓа он овде, тој можеше да извлече сосема поинаков заклучок. Тој можеше да каже, ете, господарот мој не се грижи веќе за ништо што има во куќата. Значи, никој не ми брани да правам што сакам. Ке си ги наредам слугите така да никој нема кој ќе сакам да спијам со неја, ке си отидам фино кај неја, господарот ништо не ми брани во куќата, она ќе биде среќна, јас ќе сум среќен, никој нема да знае, што знаеш, може би да се искубиме на крајот и да ми оди на добро. Сите ние ќе се најдеме во некоја ситуација каде што имаме избор како ќе реагираме на искушението. Дали ќе се вратиме на тоа што не поучува Божиот збор, или ќе отидеме таму каде што не води нашата желба. И тогаш имаме избор. И тоа не е леле колку ми беше тешко, за тоа паднам. Не. Бог самиот вика дека никогаш ние нема да имаме таков избор кај што нема да ни даде сила да го избереме тоа што треба, ако му дозволиме. Тука е целата поента на оваа ситуација. Зошто мене како роб да ми биде ускратена мојата нормална сексуалност? Зар Бог не ме создал таков да можам да си го направам кефот? Тоа беше многу логичен начин на кој Јосиф можеше да се постави по световни стандарди, ако сакате. Кога јас и ти ќе се најдеме во ситуација да бираме, имаш светски стандард, имаш библиски стандард, не е сатаната крив ако го избереме лошото. Ние сме си криви ако го избереме лошото. Зошто? Затоа што ние сме тие кои треба да одлучиме на која страна ќе фатиме. Ќе викаме ли Господи помагај,
Или ќе викаме, ова ми е кеф, јас ќе си падна, па ќе барам прошка. И после падни прошка еднаш, два пати, три пати, после има веќе многу сериозни проблеми натаму. Ова беше многу сериозна работа. Бидејќи, ако никој не гледа, можеш да извлечеш два заклучоци. Кај Јосиф можеше да биде дали ќе спие или не спие со таа жена. Ама кај мене и тебе може да биде скроз поинакво, може да биде и жена, ама може да биде и скроз друга некоја ситуација. Ако не ме гледаат, имаш избор. Имам право да бидам неодговорен или морам да бидам одговорен заради тоа што му служам на Бог. Изборот е твој, изборот е мој. Никој не ме гледа, може да правам што сакам. Никој не ме гледа, можам да се влечам. Во христијанската работа, знаете како се сведува тоа? Јас имам мака, кога некој ќе рече христијанската работа не може да се квалификува. Нели? Да направиш 100 кила сведочење, 200 луѓе спасени и така натаму, вика, никој не може да ми каже дали работам или не. Не е вистина. Ке видиш по тоа дали е спремен кога зборува, ке видиш по тоа дали функционира на еден или на друг начин. Знаете, изговор, никој не ме гледа, на никој не му предавам рачун, можам да правам што сакам, е сасонска замка. Давид така заглави, ќе се сетите, кога Давид требаше да оди во војна, што му беше работа, беше цар, требаше да оди во војна, он решил одете сите, ја ќе одмарам на горе, нели на платото, на покривот на куќата. Па ја виде Батшеба, па направи огромна бела. Секој пати се случува тоа. Ние мора да бидеме одговорни и лојални. И интересно е дека во исти услови, на исто место, може да одговориме на различни начини. Во исти услови, две личности ќе донесат различен заклучок и се однесуваат различно. Разликата ќе биде дали сме свесни дека сме во духовна војна и дали ќе бараме од Господ да ни помогне во таа духовна војна да излеземе како победници со сето она што нас веќе ни е дадено да го имаме. Тука. Тоа е многу една битна работа која сакам да ја научиме од тука. Зошто Јосиф успешно се справи? Заради тоа што беше спремен гревот да го нарече грев. Не грешка, не случајност, не упс. Туку е грев. Погледнете што вика во онај 9 стих. Тука. Да направам толку големо зло. Само еден грев беше опрашен. А толку вика големо зло. Многу интересен став. Без разлика што ќе биде тоа на што ќе не искушува тука. Ние мора да сме свесни дека пак ќе се вратам на цело време ќе зборувам тоа дека сме во духовна војна. И јас и ти. И како ќе излезем секојдневно се полошо и полошо станува. По сите области на животот, во се што е тука во животот околу нас. Значи, ако се сметаш дека си повоснал, посилен, помокен, мене ова нема да ми се случи, јас ова нема да го направам, не се секирайте, гледај која ми е позицијата, каде стојам и така натаму, полека ќе станеме арогантни. Полека ќе станеме ќе речеме, мене никој ништо не ми може. Јас не треба да давам отчет пред никој. Јас немам зошто да се секирам кој што мисли. Јас сум си свој Господ. Минатата година во светски рамки имаше еден куп, ама да не ви бројам колку луѓе кои ги познававме од пишување песни, од правење проповеди, од не знам си што, кои паднаа. Најчесто заради сексуални односи надвор од бракот, но имаше и заради некои други причини. Голема арогантност или јас. Ако не верувате, погледнете, прокопајте малку по интернет, ќе ви биде шок. Зошто? Заради тоа што кога човек мисли дека никој ништо не му може, тогаш е најотворен да биде нападнат. Ако смеем да користам аналогија од војната денеска што се случува во Европа, европјаните денеска викаат: "О, ние сгрешивме 40 години, не улагавме вика во производство на опрема, на воена опрема." Ајде денеска се спремиме за утре да се браниме. Тоа никој пати не се случува. Ајде денеска го ставам оклопот на велат од кој ќе ме нападне. Ако ти немаш оклоп да те заштити од стрените на ѓаволот, тој нема да каже: "Чекај се, стави го оклопот па ќе пука." Он ќе пука кога ќе види пукнатина. Тоа е реалноста. Оклопот мора да е на нас цело
време. Што значи дека мора да сме цело време свесни дека сатаната нема да дојде кај мене и кај тебе да каже: еј, еве ти нешто гадно, еве ти нешто измамничко, еве ти нешто за презир. Ево, прекрши ги твоите ветувања, прекрши си ги твоите брачни завети. Што се секираш, кој ќе настрада, супер ќе ви биде на сите. И кога ќе окажеме тоа, само напред, пере. Сатаната не го вика тоа. Сатаната нема ти каже ќе си упропастиш фамилијата. Нема да можеш очи да си погледнеш, ќе гледаш надоле пола време. Нема да го каже тоа. Ќе ти каже само, ќе си поминеш, супер. И после, ево го, тука го гледам. Не сакам да направам толку големо зло. Ако ги читате поговорките, изреките таму, има едно чудо стихови кај што кажува: еј, не се приближувај кон жена што не е твоја. Немој да правиш тоа нешто што не е за тебе. Немој да го направиш тоа бидејќи ќе загазиш. Немој да кажеш: утре ќе оставам да работам, денес не го фаќам, утре ќе го оставам. Едното те води во морален разврат, другото ќе те однесе во сиромаштија. Искушението е утре. Најлошиот збор за мене во македонскиот јазик е ке. Прашајте жена ми, ќе ви каже. Јас најмногу се нервирам кога некој ми зборува вели ќе биде. Ќе биде значи дека не направил кога треба. После може. Ќе биде. Ние не можеме да го избегнеме зборот. Далеко од тоа. Ама реалноста е дека кога цело време може да остане, може да почека, може да биде. Да не направам толку големо зло. Знаете зашто? Јосиф се плашеше од Бог и ги гледаше своите постапки во однос на Бог, не во однос на луѓето наоколу. Разбирате? Многу е лесно да си го земам некој за пример. Господи, фала ти што не сум како овој тука. Ама примерот не ми е овој тука. Примерот мој треба да биде Христос. И кога ќе се споредам со него е прашањето како јас ќе реагирам во однос на ова искушение. И кога ќе почнеш да размислуваш, да ти бегаат мислите, дали за маж, дали за жена, дали за некоја беда да направиш наоколу, кога те искушува сатаната, она што треба да го направиш е да си застанеш и да кажеш: Господи, она што го мислам е големо зло. Пред некое време дискутиравме, разговаравме со Никола. Секој пат кога ве учат на факултет, кога се учи предбрачно, брачно советување или било какво советување, ќе ви речат: нека има помеѓу тебе и тој што го советуваш маса. Зошто? Зошто да се ставам во ситуација да сгрешам? Ако не морам. Мене тоа нема ми се случи, ќе кажем. Може би? Не знам. Јас не знам. Подобро да се спречи, отколку да се соочуваме после со последиците. И гледате неговата реакција после. Јосиф се плашеше од Бог. Па како јас да направам толку големо зло и вика и да сгрешам пред Бога? Пак ве враќам на тоа. Гревот во основа е против Бог. Прво ќе сгрешеше против Потифар. Не беше негова жена, туѓа жена беше. Второ ќе сгрешеше против себе. Знаете што вика апостолот Павле? Блудникот греши против своето сопствено тело. Ама во крајна сметка, он вика првото и најголемиот против кој ќе сгрешам е Господ. Во Псалм 36, ако читате, кога зборува за безбожникот или за злиот, вика во него нема страф од Господа. Штом човек престане да се плаши дека има некој што го гледа цело време, 365 дена во годината, 24 часа во денот, 60 минути во саатот, секоја секунда. Само кога ти прелета низ главата, Господ знае што мислиш, што мислам. И ако можете да го проектираме тука, тоа што го мисли секој од нас сега во моментот, тешко си ни нас. Тешко си ни нас. Никој не може да закаже: јас имам толку праведни мисли што можам слободно сега пред Господа да дојдам и секој им биде мене супер. Ама, што е поентата пак? Мора да има редовно едно општање, заедништво со Бог. Треба да ја читаме Библијата за да знаеме што е право, што не е право. Што Бог сака да правиме, што Бог не сака да правиме. И кога ќе дојде искушение, да не биде во тој момент дали ово искушение е против Библијата или не е. Бидејќи, браќи и сестри, има работи кои сами по себе не се ни добро ни лошо. Ако читаме Библијата, ако знаеме што се случува, ако сме свесни за духовната војна во која сме секој ден, тогаш ќе гледаме секој пат и контра и прво ќе кажеме како Давид: против тебе сгрешив. Давид сгреши против се живо.
Сгреши против Бетшеба, сгреши против Маши, сгреши против своите луѓе, ги натера на сила да влезат во битка за да убијат еден човек, буквално да корумпира цела нација. Со тоа, и на крајот вика сгреши против себе. Сгреши Господи против тебе. И ако некој мисли дека тоа е најлесниот начин да се извиниш, Боже, прости ми, се лажете. Затоа што ако ја знаете Божјата чистота, ако ја знаете Божјата светост, ако знаете дека за тој грев заслужуваме вечно да бидеме во пекол, нема толку лесно да кажеме, Боже, прости и готово ќе помине тука. Проблемот е овој, дека гревот нема само социјална димензија, како што ние сакаме денеска да го гледаме или како светот што го гледа. Гревот е бунт против светиот Бог. Што сакам да кажам дека гревот нема само социјална димензија? Ако не те повредам, супер е. Ако двајца се согласат да спијат заедно, не е важно дали се во брак или не се, бидејќи никој никога не повредува. Ако двајца решат да оплячкат банка, што е проблемот? И онака има многу пари. На кој ќе му зафали? Така ли? Ако некој реши да не плати данок на државата, па добро де, и другите не плаќаат. И онака ни што ми даваме на државата, ја па да и давам не. Си бараме начин да можеме да одиме и да направиме бунт против светиот Бог. Јосиф не сакаше да се игра со оган. И таа му вика во стих 10, и гледате, вика, и таа му зборуваше на Јосиф за тоа секој ден. Но тој не ја послуша да легне или да спие со неја, ниту се задржуваше кај неа. Со други зборови, си наоѓаше начин да не се стави себе си во искушение. Си бараше начин да не се стави себе си во искушение. Тоа е нешто што ние го молиме, пак ќе го спомнам во молитвата Отче наш, не воведува во искушение. Бог не воведува во искушение. Ама не ми давај да тргнем натака. Тоа е целата поента. Не ми давај да забегам кај што ќе бидам искушуван. Тука. Ако знаеш дека нешто ти искушува, ако почнеш да вртиш во главата некој план што да направиш и како да правиш, дали е маж, дали е жена, дали е финансии, дали е нешто друго, размисли во духовна војна си. Решението што ќе го донесеш ќе те приближи или ќе те оддалечи од Господ. Едното од двете ќе биде тука. И пак ќе речем да не ме свати некој посебно. Јас не велам дека ние сега ќе знаете она како што беше на времето ќе двоиме машки и женски од лева и од десна страна на црквата. Да не ги ставаме во искушение или не знам си што таму или тие и такви глупости. Знаете, во исламот има еден абсурд кај што вика нели ја забрадуваат жената и ставаат она што е хиџаб и после ова напред што се става комплет. И ако прочитате зошто го прават тоа, знаете што пишува таму? Вика за да не се соблазнува мажот. Тоа е затворено ги очите на мажот, што на жената. Ослепи го него и нема што да гледа, ако тоа го спасува, ако тоа го решава проблемот. Да сваќате, барат решение во проблем кој не е во таа страна каде што сакаат да го решат. Кај нас не е проблемот кој седи лево десно, проблемот е кој не што му е во главата. Да внимаваме како тоа ќе го поставиме. Јосиф исто така успешно се справи, заради тоа што му беше поважно да остане чист, отколку да напредува. Отколку да напредува. Спи со мене и после ја ќе му кажам на газдата да може да најдеме начин да те ослободи. Големо искушение. А човекот вика, не го направи тоа. Зошто не го направи? Патем, дали некој пати сте размислували? Мислите дека Јосиф беше глуп? Кога ја остави она облеката во низините раце, што мислите, што помислил? Се ова ќе го скрие за да не се засрами? Ако таа личност имаше срам, немаше да вика дојди спи со мене при жив маж покрај неј. Значи, он беше доволно свесен да знае дека ова нема да е нарно. Јас сум уверен дека знаеше. Ама не рече ни збор, не седна да се препира, не седна да се разговара, не седна да се договара, не викаш ама чекај да се договориме, да најдеме некоја златна средина, остави се и вика гинам. Ама нема да го направам тоа големо зло што се бара од мене. Тука. Не беше луд. Си ја спаси чистотата, ама можност за напредување ја изгуби. Ќе видиме што се случи. Всушност, ќе видиме баш што се случи, заради тоа што тоа е стварно многу важно. И нешто многу важно што мораме да го разбереме во однос на искушението, ако сакаме да се справиме со него. И сакам две работи ќе спомнам.
Бог честопати решава да не благослови во тешките ситуации, наместо да ни даде подобри услови. Ова е нешто што мене лично не ми се допаѓа. Ама е библиска вистина. Бог некој пати вика, нема да ти ги свенам околностите. Ке те благословам во тие околности во кои се наоѓаш. Ама се тешки, да, ама ќе те благословам таму каде што се тие овде. Видовте ли таму што пишуваше во текстот? Интересна е симетријата. Ова има една симетрија, ова глава. Од 2 до 6 стих, читате на почетокот и прочитате ги последните 3 стиха. Таму зборува и вика вака. И Господ беше со него. И на крајот на главата завршува симетрично и Господ беше со него. И се она што го читаме овде се случува во средината на оваа глава. Што е поентата? Ја би си кажал, знаете, ако ова значи Господ е со мене, да ме фрлат во затвор, фала многу. Она бато доста ме браниш, што викаме ние. Ако ова значи, јас да патам, да ме обвинат, да ме фрлат во затвор, да скапам во затвор, ако тоа значи Бог е со мене, фала многу. Ама овде е интересно дека во тие ситуации кои Господ му ги даде, да биде роб, па да биде после заробен и роб и уште па позанда нафрлен, Господ му даде сила и му даде благослов од кој јас и ти денеска уживам. Ке дојдеме до тоа малку нели подоцна. Беше продаден во робство, а вика Господ беше со него. Кога вика неговиот Господар виде дека Господ е со него и му даде успех во се, го постави главен. Повторно во 19 стих. Дека Господ беше вика во затворот, Господ беше со него. Мислите дека Јосиф каже, Господи, фала ти што си со мене сега кога дојдов тука, кога влегов во затворот. Јас мислам дека првото прашање беше зошто Боже. Сигурен сум дека беше зошто Боже. Повторно, немојте да помислите дека он отиде во куќата на Потифар, го купил од пазарот на робови, го ставил и ајде ти ќе ми бидеш сега главен менаџер. Или го фрлија во затвор, ова е Јосиф, беше главен менаџер кај Потифар, ние овде ќе го ставиме главен менаџер во затворот. Помина време. Јосиф го продадува како тинејџер, имаше 40 години кога стана во Египет таму втор до фараонот. Помина години и години во затворот. Барем 2 години помина од моментот кога ги протолкува со ништата до моментот кога го викнеа да излезе пред фараон. Барем 2 години помина, ако не повеќе. Ако гледате тука како од тие ствари. Кога беше дома, беше миленикот, беше најдобриот, беше пророкот, ако смеем да кажам така. Сонуваше сонови и Господ му ги исполни. Подоцна. Барем едниот. Понатаму, што стана? Стана роб, се тргна наопако и на лошо. Ама, живееше живот кој чекор по чекор, верно служејки, градеше репутација да дојде на едно место кај што треба да биде. И кога чекор по чекор ја градеше таа репутација и дојде на моментот каде што беше главен во куќата на Потифар, имаше сила да каже, скраја да направам вакво зло. Пред Господ. Потоа кога го фрлија во затворот, повторно, јас сум сигурен да кажа, ама не сум крив, газда, извини, не сум, стварно ништо не сум направил, ама облекава е. Доказ. Не сте се облекол туку така. Немаше кај да мрдне. Ама, Бог работеше во тие тешки ситуации, наместо да му даде веднаш решение од нив. Требаше да живее живот со интегритет, требаше да живее живот во кој секојдневно, ако спеам да кажам, ќе ја води духовната борба, за да може на крајот да излезе како победник. Еден цитат најдов во едно толкување, вика вака. Во денешно време, кога често сме поучувани дека ако Бог не благословува, веднаш ќе имаме мир, богатство и просперитет, дека постојано ќе бидеме среќни, ќе бидеме плодородни, ќе имаме прекрасно служење, децата ќе ни бидат воспитани, во животот ќе немаме тешки болести, се ќе биде прекрасно и пријатно. Божиот благослов го мериме, вика, не само со привремените околности, туку со моменталните привремени околности. Ова што е тука соболдирано е моето. Што сака да каже тука авторот со ова? Ние сакаме сега и тука веднаш Господ да не благослови. И викаме, ние знаеме дека Господ благослови. Ние знаеме дека Господ на своите им дава се добро. Знаеме дека се им врви на добро на тие што се надеват на Господа, ама сакам сега тука веднаш. И Господ вика, јас ќе те благословам во тешката ситуација во која ќе те ставам.
Може да ми се допаѓа, може да не ми се допаѓа, ама Господ вика ќе биде така. Благословот Божи кој го доби тука беше ден по ден, година по година, година по година. Колку знаеше Јосиф, колку му беше јасно на Јосиф што се случува? Не знам. Ама видов еден автор, сакам да го споделам ова. Замислете си ако нешто вакво од прилика се случеше. Ти имаше сон дека еден ден ќе ти се поклонат на тебе твоите браќа, па дури мајка ти и татко ти после тоа евентуално ќе ти се поклонат. Кај беше тој одговор? Ние го имаме Римјаните 8. Се им содейства на добро на тие што се надеваат на Господ. Каде е одговорот кога се наоѓаме тежок проблем, тешка ситуација? Одговорот е таму, ќе го даде Бог, кога ќе сака. Зошто? Бог сака да му веруваме кога се доверуваме на Божјата мудрост и промисла за нас. Има една малку поголема категорија овде. Едно прашање што пред некое време го спомнав, го дебатиравме со некој дека кога ја проучуваш Библијата, се прашуваш зошто овој текст е тука внатре. Каде е контекстот? Во кој контекст се случува ова? Ако се вратите на 38 глава од Битие, една глава, значи, пред ова, ако погледнете, има една многу неубава ситуација, која во известна смисла покажува дека Библијата е вистината, бидејќи не крие ништо, ама од друга страна е многу неубава ситуација. Јуда, ако сакате, братот на Јосиф, беше еден од оние што го продаде Јосиф во робство. Јуда имаше синови. Синовите негови. Еден син се ожени, умре синот, снаата ја зема вториот син, затоа што така била традицијата, нели, да може да се подигне потомствен родител. Умре и тој. Имаше уште еден син, не сакаше да го даде на снаата, снаата практично беше оставена на цедило. Снаата бараше начин како да си го добие правото што Бог ќе го дал да има семејство, да може да роди дете. Да продолжи, нели, лозата на незиниот сопруг или на незиниот клан, ако смеам така да се изразам. Јуда не го дозволи тоа. Од страв пустот, два мажа умре, овој трети, ако и дадем и третиот може да ќе умре. И застана тука. Таа бараше начин како да го исполни тоа што мислеше. И една многу интересна ситуација, не знам дали сте ја читале, се направи како проститутка. Излезе насред раскрсница, дојде Јуда, незиниот свекор, и рече колку да ти платам да спием со тебе. И да, и такви работи има во Библијата. Ја зема, спиеше со неа, таа му зема залог, и после му го врати и рече, види како срам ми направи. Оти поентата беше, твојата снаа спие со други, и Јуда вика, треба да се убие. Она вика, ма спие со тебе. Ја сега да ве прашам нешто. Јуда беше слободен, имаше се што сака, фамилијата беше околу него, си беше добар, угоден, културен бизнисмен и одлучи да греши. Јосиф беше роб, фрлен во затвор, фрлен во дупка, 40 години помина дека дојде на некоја власт, а одлучи да му биде чесен на Господа. Ајде, кажете ми дека околностите се тие што ме натераат да сгрешам, кој ќе каже некој. Или е фактот дека човек треба да донесе решение што ќе прави и да го направи. Барајќи мудрост од Бога, знаејќи дека е во она, како да кажам, во она духовна борба во која е тука. Интересно е дека Јосиф дојде на власт во Египет, ќе се сетите. Јосиф дојде на власт и заради тоа што Јосиф дојде на власт, Израел беше спасен, 12 племиња беа спасени и после тоа на крајот што се случи, се сеќавате? Од Израел дојде спасителот на мене и тебе. Ама ајде да свртиме работата малку поинаку. Да, Јосиф каже, вие тоа го мислевте за зло, ама Бог го преврте на добро. Колку била реченица прекрасна. Ама ај ставете се во ситуацијата на Јосиф вака. Не знам на колку години сте, ама замислете дека сте на 15-16 години. Целиот живот е пред вас. Океј? За мене тешко веќе 60 ќе ги направам. Ајде, вратите се на 16 и кажете вака. Доаѓа Господ и ти вика, слушај вам сега Павле. Следните години, од сега од 16 до негде до 40 години, ќе те продаат како роб, ќе се мачиш, неправедно ќе те судат, ќе те малтретираат, ќе те фрлат во затвор, душата ќе ти излезе, ама најпосле од тебе ќе излезе спасител. Волонтираш? Ајде, теоретски речеш, ќе претрпам, оти знам дека ќе има хепи енд. Нели? Оти на крајот ќе победи се
и на крајот од мене ќе излезе Спасителот и сите ќе читаат во Библијата 2000 години, 3000 години и кусур подоцна, во Македонија ќе се зборува за мене и сите ќе ме слават. Може ли? Ама Бог не работи така. Бог му рече, сакам да си верен сега кога ќе те продаат, сакам да си верен кога ќе те обвинат без вина, сакам да си верен кога ќе си во затворот, а не треба да си таму, сакам да бидеш таков кога ќе те ставам на позиција да бидеш фараон. Биди таков, ќе те благословам. Ова е потешко. Ова е многу потешко и за мене, и за тебе. Заради тоа што ќе се соочиме со искушението, затоа што ќе победиме во таа духовна борба, ние може да одиме понатака. Јас крајот не го знам од почеток. Нити за мојот живот, нити па за вашиот живот. Ни за моето служење, нити за вашето служење. Секој си го знае крајот. Ние не знаеме служењето на некој од вас овде, на некој од нас што сме сите тука, може и после 30 години некој ќе види и каже: "Еј, ова е личност или ова што се случува е резултат на тоа и тоа." Моје и твое е да го направиме нашиот дел. Бог никому не му останува должен. Дали на земјата, дали на небото, никогаш не останува должен. Тој очекува ние да се бориме со искушението. Очекува да имаме страхопочит кон него. Очекува во крајна сметка да бараме помош од Божиот Свети Дух, да се соочиме со искушенијата и да ги победиме. Зошто? Затоа што Христос е победникот, ние можеме да ја земеме таа победа. Секој искушение. Ова е за мене и за сите на вас pouка. Секој искушение мораме да го земеме како тест кој ќе ни даде вака да размислуваме. Или Божјата волја, или мојата волја. Или краткотраен успех, или траен благослов. Изборот е и мој, изборот е и твој. Евентуално, еден ден ќе видиме како секоја победа во таа духовна војна што ти и јас сме извојувале, влијаела на Божјото царство на земјата. Кога човек ќе ви види дека сте биле честни, поштени или нешто сте направиле како треба за Господа, можда никој ништо нема да ви каже, ама еден ден може би на небото ќе каже: "Еј, го гледав твојот живот, видов што направи во таа ситуација, тоа ме донесе поблиску до Господа." Не знаеме што ќе направиме јас и ти. Стварно не знаеме. Ама се друго нема многу да ни даде ни утеха денеска. По крајна сметка, ние денеска сме во војна против светот, против телото, против ѓаволот. Ние мора да сме во таа духовна војна внесени со сето оружје што Господ ни го дава. Прочитате Ефесијаните 6 глава. Дома кога ќе бидете. Прочитате си ја уште еднаш да си ја повторите. И тогаш ние ќе можеме да победиме, да бидеме повеќе од победници не само за Господа, не само за негова слава, туку пак ќе речам и за наш благослов. Амин.